Господа, ние сакаме воево, ама не сакаме вака. Не сакаме да не уценуваат, не сакаме по цена да не бидеме своји таму каде што ќе бидеме. Наместо нас да не убедувате дека црното е бело, а белото е црно. Одете во фашизмот кој што владе во нашата соседна држава и барем кажете им да ги почитуваат пресудите на вашиот и нашиот Европски суд за човекови права. Дека за гарантираните универзални човекови права на секој граѓанин не може да бидат предмет на преговори. Поддршката на еден ваков предлог ве прави соучесници, а кај народот во Македонија не многу омилени. Ова ви го кажувам тука од оваа говорница во најдобра намера. Огромното мнозинство од македонци во Република Македонија не го поддржуваат овој предлог, не заради тоа што се против Европската Унија, туку заради тоа што сакаат да се ги заштитат своите културни, јазични и историски карактеристики. Имаат право на тоа. Имаат право да изберат начинот како ќе го направат тоа. Ние сме македонци од Македонија кои говорат македонски јазик и кои имаат своја историја, традиција, култура, обичаи и обележја. На крајот на овој циркус, една порака до сите. Многу окупатори во минатото ја газеле оваа земја. Многу војски се живувале врз македонците, албанците, турците, србите и сите народи кои што живеат во Република Македонија. Но ниту една војска и окупатор не успел да не уништи. Ако мислите дека со овој потек ќе не направите послави, се лажете. Напротив, ќе бидеме уште посилни и ќе истраеме. Никој не победил народ. Овој народ живеел и ќе живее. Оваа земја обстоила и ќе обстои. Да живее Република Македонија. А овој предлог треба да заврши вака. Нова координатор.